функционира 2 недели, е формиран во рамките на комората поради прогласената кризна состојба во нашата институција, која беше прогласена од 15 септември и која што ќе трае до 15 април следната година. Значи, во рамките на комората, не само од сега, од кога е формиран кризниот штаб, вие јавноста, првенствено секако и компаниите, меѓутоа информирани преку медиумите, знаат дека напорите на Стопанската комора за соочување и, да кажам, премостување на проблемите со енергетската криза ги предочивме уште во минатата година, значи септември месец 2021 година, кога и преку Македонската енергетска асоциација во рамките на Стопанската комора ги детектиравме проблемите со кои што се соочува стопанството, значи сите компании без разлика на нивната големина и без разлика на нивниот капитал, дали се домашни или странски, и каде што сугериравме од одредени, да кажам, активности што компаниите треба да ги превземат од една страна, но секако со поддршка на владата, односно владините институции. Од тогаш свесни сме за сите напори кои што сите чинители во државата ги имаат превземено, вклучително и стопанството, односно нашите компании членки во насока на превземање мерки, тргнувајќи од собствените извори, преструктурирање, намалување на трошоците, секако штедење и така натаму. Меѓутоа, свесни сме и во она што тие го прават во насока на зголемување и подобрување пред се на нивната позиција, не само во земјата, туку и во странство, односно да ја задржат, ако во вакви услови не можат да ја зголемат конкурентноста, но секако да ја задржат, а секако се борат и за зголемување на нивната конкурентност. Како што кажав, од тогаш до сега направени се безброј состаноци, предложени се во неколку наврати пакет на мерки, кои што сега не сме да ги повторуваме, но само сме да подсетиме како кризен штаб, бидејќи тоа е нашата улога, дека брзината и дека функционирањето кое што на компаниите сега треба да се направи е доцна да се чека за утре. Од тука сакам да кажам дека и денес со нас се членовите на кризниот штаб, дел од вработените од комората, меѓутоа и господинот Ристо Јаневски, кој што е представник од Македонската енергетска асоциација и кој што го застапува тој дел како експерт од енергетиката. Знаете и како медиуми дека нашата основна цел на постоење на комората не само во услови на криза, туку секако и во секојдневното работење е да ги поддржуваме компаниите, па затоа само да подсетам и ние постојано ги сублимираме сите барања од компаниите, значи и директно преку здруженијата, меѓутоа исто така и преку анкети, и од она што и кризниот штаб досега го увиде, меѓутоа и презентирано на јавноста, е дека состојбата е тешка, односно дека компаниите, значи не само оние кои што ги кажуваме 1600 на слободниот пазар, кои што се од најголем број наши компании членки, меѓутоа и останатите кои што се на регулираниот пазар, состојбата е тешка и дека бараат поддршка и премостување на нивните потешкоти со кои што се соочуваат. Од сите тие контакти со компаниите кои што 24/7 кризниот штаб ги има, се во насока на тоа што компаниите не би сакале во почетокот од следната година и во договарањето од почетокот на другата година да прават реструктурирање во нивните капацитети, односно не би сакале, иако процесот веќе започнува, од намалување на вработени и секако од редуцирање на она што значи кадар кој што треба да продуцира додадена вредност. Затоа уште еднаш како кризен штаб упатуваме порака за вложување на уште поголеми напори, бидејќи најавите и од вчерашниот состанок од економскиот совет се дека веќе следната мерка, веќе следната недела
ќе следат и првиот корпус на пакет на мерки кои што ќе значат поддршка за стопанството. Од тука потсетуваме дека што поскоро треба да следат мерките, бидејќи како што и на неколку пати е кажано, но еве сега и како кризен штаб повторуваме, компаниите ја чекаат поддршката од владата. Јас на почетокот би кажала толку, не би ги споредувала податоците со кои што располага и кризниот штаб за мерките кои што ги превземаат останатите земји во регионите, бидејќи мислам дека изминатиот период се пласирани во јавност доста, значи ги знаеме и напорите на нашата влада дека има најави реални за поддршка на стопанството и тоа го очекуваме, така да во таа насока не би ги повторувала нити мерките кои што до сега се предложени, бидејќи како што кажав, мерките беа во првиот пат од МЕА предложени, а потоа и од 10 најголеми потрошувачи кои што се на слободниот пазар, меѓутоа стопанството во сите сектори и во сите големини бара поддршка.